Почитувам господине Реджепи, ве почитувам како искусен и човек и политичар, човек кој што донекни заедно споделуваше одговорност со мене во извршната власт, пред се како политички висок репрезент на алтернатива. И затоа сериозноста треба да ја држиме пред се одговорните луѓе во државата, како и целиот наш народ. Јас целосно се согласувам со вас дека спас на еден невин човек е спас на цело човештво. Но истовремено мора и вие да се согласите со мене дека секој заслужува правда, дека секој заслужува повторување на постапки, дека секој заслужува исто така и одговорност доколку се огрешил по закон. Уште во периодот на објавувањето на бомбите, должност моја беше и како човек, и тоа го сторив, сите прислушкувани материјали ги предадов до специјалното јавно обвинителство. Се отворија предмети и процеси, се реотворија, дел завршија успешно како Сопот, или не знам некои други предмети кои што се отворија, дел завршија со повторување на казна, но ни судски процеси. Ветувањето дека е вредно се за кое што постои било каков дополнителен доказ, било каква индиција. Впрочем, и нашите закони тоа го предвидуваат, и собранието има отворена дискусија за посебни законски решенија токму на оваа тема, се со конечна цел правда. Правдата е невин да не лежи во затвор, но правдата е и тој што се огрешил по законот да одговара. Ова е еден од случаи во нашата земја кој што доби повторување на постапка. Сите транскрипти, така наречени бомби, беа презентирани на јавна седница во судот. Сите достапни до јавност. Баш до еден. Внимателно, преку јавно достапните информации го следев целиот овој процес. Заради тоа што е чувствителен. Чувствителен е и за семејствата кои што ги изгубија децата и рибарот. Чувствителен е и за луѓето кои што се осумничени во тој повторуван процес и еве сега повторно осудени, дел ослободени. Заради действителноста доаѓаме до нашата одговорност како луѓе. Посебно зборувајќи за нашиот меѓуетнички соживот, зборувајќи за меѓусебното почитување и за меѓусебното залагање еден за друг, без разлика дали сме власт или опозиција, македонци, албанци, турци или срби или било кој од помалку бројните етнички заедници, грижејќи се пред се за еднаквост. Еднаквоста од секој можен аспект, и во правата, и во врските. Процесот на транспарентен начин е воден. Сум се видел неколку пати со членови на семејството од двете погодени страни. Сум разговарал тоа што е дозволиво и тоа што смеам да го разговарам секако. На крајот, правосудниот систем е тој кој што ги носи одлуките. И ако на било кој начин, подгреван, неоснован, ставајќи го самиот систем под праша, јас прво е должност да прашам, зошто таа година кога бевме заедно не направивте нешто со мене? Затоа што не е наша работа. Ниту тогаш ваша, ниту сега наша, ниту тогаш наша. Тоа е работа на јавно обвинителство и на суд. Заедно, додека сме биле во себе, сега сте опозиција, јас власт, утре ќе се сменат работите и тоа е здраво во демократијата и нема никакво резерва или очекување околу вакви процеси. Дефинитивно мора да знаеме дека политичарите мора да ги тргнат рацете и од судство и од обвинителство. Таму течат процесите. Имавме процес кој што целосно беше достапен до јавност. Се гледат сите детали. Еве на трезвена глава и од минати години. Повторно се направи претрес на сите докази. И излезе аутпут кој што е пресуден на основен суд. Следува второстепена постапка пред апелација, пред Врховен суд, пред Страсбур, но дефинитивно ние политичарите имаме одговорност и должност да охрабруваме доверба во правосудниот систем. Како што знаевме да ја славиме, кога на некој се исполнила целта и низ доказна постапка, се покажало дека без аргументи, без доказ е осуден. Како што се радуваме дека на било кој предмет е вратен, како што е предметот Алфа, и во моментот државата понуди во странство вештачење да се направи за видеоснимка. Но мора да доказот за да работи судот по тоа.
да направиме се што можеме за било кој од случаевите. Да добие транспарентна завршница во рамките на правосудниот систем. И затоа е многу важно нашата улога како политичари, каква држава, какво општество димензионираме, во кој правец ја насочуваме државата и пред се младите луѓе, затоа што не е во ред да се дават било какви лажни надежи или инструкции, затоа што тоа што можеме ние политичарите да го помогнеме, да помогнеме во потврдување на доволно докази за реотварање на процеси и предмети. Денеска тоа го можеме токму преку институциите, што се под парламентот или под владата, затоа што тие се управувани директно од политичарите, а согласно докази и аргументи, обвинителите да одлучуваат и судовите да пресудуваат. Извештајот на Стејт Департментот не зборува за тековни предмети, зборува за завршени предмети. Затоа што кога се прават таквите извештаи, тој предмет беше тековен предмет и трае судски рочишта за него. И секој пат Стејт Департментот, на земјата прв стратешки најголем партнер на Република Северна Македонија, е бил принципелен со своите аргументации и слично во делот на годишните извештаи за кои што се осврнува, меѓу другото и на ваквите состојби во државите за кои што прави извештаи воопшто. Уште еднаш сакам да потенцирам. Јасно ветив тогаш дека ќе доставам се од прислушкувани разговори, за да тој и многу други предмети имат основа и причина да се реотворат. Но секако низ доказна постапка треба да излезе вистината. Вистината е многу важна работа и треба да ја дадеме шанса секој пат да излезе. Ми со правото на протест излегува вистината. И тоа е слободарско право во демократски земји како нашата и слично. Но треба да внимаваме и да работиме, за да не загрозиме одредени многу кратни други права на било кој од етникумите во нашата земја, на било кој од генерациите на нашата земја, помлади или постари. Затоа, навистина, јас секој пат се трудам да сочувствувам со сите, но треба да знаеме дека владењето на правото е императив, без кој што не само што нема вистината, нема ни добро здравство, ни образование, нема ни добра економија, ни добра инфраструктура, ни добра иднина. Убеден сум дека како е поставен системот, со целосна гаранција која што овде од оваа парламентарна говорница на Македонското собрание се обраќам, тврдам дека нема никакво влијание, ниту било какво бит за влијание за овој случај или за било кој друг случај. И нема да има и во понатамошните постапки пред апелација, пред Врховен суд, затоа што тоа минато свршено време. Секој добива шанса и овде доказите и аргументите се богови во постапката. Еве, 8 нови обвинители го водеа процесот, 8 нови судии судеа по предметот. Јавно беа присутни медиуми, новинари, кои што пренесуваа во јавноста деталите од доказите, дали се транскриптите или така наречени бомби, или се доказите обезбедени од друг карактер или слично, беа образложени. Така да, апелот, како одговор на вашето прашање и сублимат, е дека ние во македонскиот парламент, ние во извршната власт, во владата, треба да внимаваме сите заедно за однос. Ништо не е за еден ден. Затоа што ние сме сите тие кои што ги креираме состојбите. Мене ме радува, овие денови ќе биде јавно соопштено, сите бројки во делот на криминалитетот, сите бројки кои што се паднати во државата, и тоа паднати со проценти од 9, 18, 59, 65%. Мене ми е драго што меѓуетнички конфликти се анулирани во државата. Мене ми е драго што се случиле само 9 убиства наспроти 90 некој пат кои имало низ годините. И сите се расветлени. Без разлика дали се албанци, турци, срби, македонци, власи или било кој државата. Драго ми е што државата ни е здушена генерално. Сме еднакви граѓани и тежнееме да бидеме до крај еднакви граѓани. Има исти слични очекувања и од македонски граѓани по различни предмети. И тие продолжуваат понатаму да се борат низ судските процеси. Оставам достапен за секој
што е извршната власт, во која што имам чест јас да ја водам владата, да доставам дополнителни информации, барања, се што треба од наша надлежност. Само да им помогне во докажувањето на невиноста или за во докажувањето на вината за некој.